Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во новите 70 на минути на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Маја Пероска и еве што ви подготвив за денес. Образовните установи во Македонија да се подготват за топлотните шокови, а за ранливите домаќинства да се воведе парична помош, апелираат од УНИЦЕФ. Реновирана невролошката амбуланта на клиниката за детски болести во Скопје. Новиот министер за политички систем и односи меѓу заедниците Иван Стоилковиќ открива скандал за претходниот министер Груби. Обвинителството ја заврши истрагата за Палевски, адвокатот најавува докази до судот. Натрешна контрола на МВР поднесе кривична пријава за тројца тетовски полицајци, пукале од оружје кога не биле работно ангажирани. Обвинителството истражува двајца кандидати од Академијата за судии и јавни обвинители. Скопје одбележува 61 година од катастрофалниот земјотрес. Летечката театарска трупа од Тетово продолжува да реди награди. Овој пат забележа одличен успех со представата Момчето со пругасти пижами во Требиње, Босна и Херцеговина. Преполна сала, френетичен аплауз, диплома за најдобар актер, одлични рецензии и бројни медиумски настапи. Вака успешно помина учеството на летечката театарска трупа од Тетово и представата Момчето со пругасти пижами на фестивалот на фестивалите во Требиње, Босна и Херцеговина. Диплома за најдобар актер по оцена на жирито доби Владимир Јовановски во улогата на Франц Вајсман. Критиката одлична, инспиративна, испишана една цела страница. Не чекаат нови, порача од летечката театарска трупа. Приказната носи тема за Холокаустот и шокантните страдања на децата. Неколку часа пред изведбата во Требиње, актерите учествуваа и на театарското дефиле на отворена сцена со сегмент од представата. Годинава Момчето со пругасти пижами и на драмскиот аматерски фестивал Дав во Кочани доби гран при награда за најдобра режија.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Гуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Образовните установи во Македонија да се подготват за топлотните шокови за да се избегне затворање на училиштата или продолжување на летниот распуст поради екстремните температури, а наставниците и родителите да се оспособат за одговор на топлотниот стрес, порачува УНИЦЕФ. Во најновата анализа УНИЦЕФ укажува и дека постои потреба да се инвестира во ажуриран здравствен акцијски план за справување со високите температури, како и во примарната здравствена заштита, за да се обезбеди адекватна поддршка на превенцијата, раниот одговор, диагнозата и третманот на болестите кај децата предизвикани од топлина. Планот треба да даде приоритет на најранливите деца, меѓу кои оние што живеат во сиромаштија, во субстандардни услови на домување, со попреченост и децата што живеат и работат на улица. Според УНИЦЕФ, земајќи предвид дека е поголема веројатноста семејствата со пониски примања да се соочат со поголем ризик од изложеност на топлина и да имаат намален капацитет за справување, како и дека топлотните бранови ја засегаат и семејната екзистенција, постои потреба од поширок национален одговор за да се разбере социоекономското влијание на топлотните бранови и да се воведат социјални интервенции, како што се парична помош и социјални услуги за ранливите домаќинства, за да им се помогне на семејствата да се справат со социоекономските ефекти од екстремните горештини. Оф, аман, аман, совке на татко, награда гуменџа. Оф, аман, аман, Бела Софијо, награда гуменџа.
sunčena bajo, Sofkina tabuka. Sofkina tabuka, mile bajdine, mlada momina boka. Sofkina tabuka, mile bajdine, mlada momina boka. Of aman aman, mile bajdine, moma ima dete. Of aman aman, mile bajdine, moma ima dete. Ajde, da li znaeš, pametiš milice, koga si bez me, malečki de. Aman, koga si bez me, malečki milice, aj koga se dajcata ljube v me. Aj koga se dvajcata ljube v me, milice, vočićovo to gradinče de. Aman, vočićovo to gradinče, milice, aj kaj šarenite moj cekinja. Aj kaj šarenite cvekinja, milice, trenda film cveke cuteše de. Aman, trenda film cveke cuteše, milice, aj nagradite ti pagjače. Kažijano, kaži dušo, koja večer jazda dojdam. Kažijano, kaži dušo, koja večer džama jazda dojdam. Koga sakaš, toga i dojdi, sto mnozina, nego nagraj.
се земе. На клиниката за детски болести комплетно е реновирана невролошката амбуланта што функционира како консултативна и диагностичка субспецијалистичка амбуланта, која е единствено таков тип во државното здравство. Доцент доктор Данило Нонкуловски, кој е дел од тимот кој работи во оваа амбуланта, вели дека таа е составена од 2 невролошки и 1 невроразвојна амбуланта, ехосонографски кабинет и 2 кабинети за реализација на стандардно ЕЕГ, ЕЕГ со хипервентилација и ЕЕГ во сон. Во невролошката амбуланта работат 4 лекари специјалисти и сестри техничари обучени за спроведување на ЕЕГ. Во тек на една година се реализираат околу 8000 прегледи на пациенти на возраст од 0 до 14 години со различна невролошка и невроразвојна патологија. Исто така се реализираат околу 3000 ЕЕГ годишно. Нашиот персонал редовно учествува на интернационалните и домашните семинари и обуки кои се спроведуваат од страна на Европското здружение за детска неврологија и постојано ги следи најновите трендови на современата диагностика и третман на невролошките заболувања, посочи доктор Нонкуловски. Лудо се спрема на гурбе доди, лудо се спрема Брежана на гурбе доди, лудо се спрема Брежана на гурбе доди. Млада невеста, диван му стои, Брежана, му се моли. Диван му стои Брежана, му се моли. Земај ме лудо, не оставај ме. Земај ме лудо, Брежана, не оставај ме. Земај ме лудо, Брежана, не оставај ме. Јас сум си жена, жена ма жена, жена ма жена Брежана, чаша скршена. Жена ма жена Брежана, чаша скршена. Чаша скршена, вчош е фрлена, вчош е фрлена Брежана,
Поранешниот прв вице-премиер и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби наводно незаконски ги снимал и ги следал своите вработени преку надзорни камери. Новиот министер Иван Стоилковиќ потврди дека биле направени проверки и биле утврдени некакви неправилности. Тој посочи дека е ангажирана фирма која се грижи за системот, која забележала неправилности кои веќе се предадени на истражните органи. Телевизијата Канал 5 објави дека на социјалните мрежи се појавуваат анонимни писма со обвинувања дека Артан Груби наводно незаконски ги снимал и следел своите вработени преку надзорни камери и дека тоа го правил и преку далечинско управување. Дополнително пишуваат и дека снимките од хард дисковите се избришани пред Груби да ја напушти позицијата, воедно и дека за видеонадзорот била задолжена надворешна компанија која сега е фантомска. Наводите за незаконски действија во министерството додека со него управуваше Артан Груби ги потврди и новиот министер Иван Стоилковиќ, кој посочи дека случајот е предаден на истражните органи. Ах да знаеш, брате, во какво сум поле, во какво сум поле, поле јас подседнал, во какво сум поле, поле јас подседнал. Ниту вода има, ниту сенка има, само едно дрво, дрво изсушено, само едно дрво, дрво изсушено. Па ми долетаја два сиви сокола, еден вода носи, други абер носи, еден вода носи, други абер носи. Ајде стани, стани, во село се врати, твоето прво либе, за друг ти се бери, твоето прво либе, за друг ти се бери. Па се врати, брате, либе да си видам, таа орло води, тешки солзи рони, таа орло води, тешки солзи рони. Ја извадив, брате, мојта остра сабја, па прободев, брате, мојто прво либе. Ако моја не, ничија ќе биде. Ако моја не, ничија ќе биде. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек,
колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Истрагата заврши за првоосомничениот Љупчо Палевски Палчо за грабнувањето и свирепото убиство на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Обвинителството предлага спојување на постапките за обвинетите за убиствата. Истражната постапка е завршена и за Стефан Нимковски, кој го превезуваше Палевски до Турција, но од обвинителството вела дека постапката против него ќе се води одвоено. Во меѓувреме, тече рокот на одбраната за увид во доказите. По истекот на овој рок и поднесување обвинение, јавниот обвинител ќе предложи спојување на судските постапки против вкупно 5 мина обвинети за овој кривично правен настан, бидејќи постојат законски основи предвидени во член 28 од Законот за кривична постапка. Со цел да се овозможи единственост на постапката, обвинителството ќе побара одлагање на рочиштето закажано за 30 јули против четворицата претходно обвинети, велат од основното јавно обвинителство Скопје. Адвокатот на Палевски вели дека на 22 јули го добиле известувањето од основното јавно обвинителство дека истрагата е завршена. Маријан Витановски истакна дека обвинителството правилно постапува за спојување на постапките. Витановски исто така додава дека ќе ја докаже невиноста на Палевски со материјалните и вербалните докази кои ги поседува. Има материјални и вербални докази кои се однесуваат на тоа дека во време на сторување на кривичните дела тој бил на сосема друго место. Потврда дека едно лице не може во исто време да биде присутно на две места, заклучил Витановски. се засакавме. Мислев дека вечна ќе ни биде љубовта, се додека не ми кажа дека кај тебе ќе идат туѓи сватови, туѓа невеста ќе бидеш ти, другари одете и кај неа денес дар однесете. Мене не ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте, од неа остана само сана век во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена.
zamina. Što ti dade toj što nema pijas, ako je od ljubov znajas neke taguvam, se najdobro ti posakuvam. Ako je za drugo može ne ti kaža, ljubov sreća ne se kupuva. Drugari, odete i kaj ne, a te ne staro odnesete. Mene me čekajte, žar na srce veke ne mi stavajte. Od neja ostana samo sana vek vo mene gorčina i jedna golema, moja pusta želba neostvarena, moja pusta želba neostvarena. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР до надлежното основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, специјализирано оделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворска полиција, поднесе кривична пријава против АД, полициски службеник во полициското оделение ТРЦ, ДД, полициски службеник во полициското оделение ТРЦ и ЈБ, полициски службеник во полициската станица за граничен премин Јажинце при регионалниот центар за гранични работи Север, поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело предизвикување на општа опасност по член 288 став 1 од кривичниот законник. Имено прво пријавениот АД на 23 мај 2022 и второ пријавениот ДД на 24 мај 2022 во текот на работното време додека биле ангажирани во шумски пределка и место викано Ѓиновкамен, без да бидат исполнети законските услови за употреба на огнено оружје, пукале со службена автоматска пушка, која ја задолжиле пред излегување на смена во присуство на други полициски службеници кои заедно со нив биле работно ангажирани. Исто така прво пријавениот АД на 29.2.2024 и трето пријавениот ЈБ на 8.3.2024 во време кога не биле работно ангажирани во шумски предел во близина на место викано Ѓиновкамен во присуство на неколку лица рафално пукале со автоматска пушка. Zašto ti me ostavi? Zašto me zaboravi? Site naši srekni denovi, zar ne bea dovoljni? Site naši želbi dušo negi ispolni. Crno moja rameta, bolko moja golema, duri koga jasne izgubim, shvativ što je ljubov. Sam jaz ostanam, stopadi se prokona. Samo ti si moja sudbina, samo ti si moja uteha, koga si veke si zamina, da ne zgasne duša. Gospod mi je svedok, veruvaj, veka ke te sakam do veka, i vo dobro i zlo ti si mi, moja cvesta vodilka.
moj ljubovni. Mila moja, prosti mi, život od me nauči, site moji greški ljubovni, veke jaz gi preplati, site moji grešni pateki, veke jaz gi zatvori. Samo ti si moja sudbina, samo ti si moja uteha, koga si te gdje si zamina, danes kasne dušava. Gospod mi je svedok, veruj, neka ke te sakam do veka, Ivo dobro i zlo ti si mi, moja zvezda vodilka. Ivo dobro i zlo ti si mi, moja zvezda vodilka.
si skrata. Jedno ke sedam i za nego plaća. Silen otrov daj mi, ja zazemam, sada ne se mača. Silen otrov daj mi, ja zazemam, sada ne se mača. Otrovna je ta ljubov lažna, boli duša tažna. Досиеја за еден поранешен и еден актуелен кандидат на Академијата за суди и јавни обвинители Павел Шатев се меѓу одземените работи за време на претресот во оваа институција, соопшти обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Предметот бил отворен благодарение на податоците што обвинителството ги добило од телефонот на осомничениот врховен судија Наќе Георгиев, против кого веќе се води случај за кривичното дело примање награда за противзаконито влијание. Анализата на телефонот, како што велат, довела до сознанија што упатуваат на можно сторување на друго кривично дело. Во соопштението нема детали дали од која генерација е поранешниот кандидат на Академијата, ниту дали веќе е избран судија или обвинител, како и за тоа дали актуелниот кандидат е од групата на идни судии или идни обвинители. Kraj mene pominuva, skrišu me poglednuva. Zaneja se zboruva, Jana je na ljubava.
покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Јаден сум бре бела јано и прејаден. Немој да ме каниш душо на пиење. Пиен сум бре срце моје и препиен. Ако смеш бела јано покани ме. Не жалам. Немој да ме каниш јано на шетање. Цел свет сум го шетал јано и прошетал. Немој да ме каниш јано на муабет. Ако збори тој што гори ке изгори. Ако смеш бела јано покани ме. Леле јано бела јано на љубење. Ке ти љубам бели гради гулавици. Па да умрам бела јано и не жалам.
smeš, bela Jano, pokani me. Lele Jano, bela Jano, na ljubenje. Kad ti ljubam beli gradi gulabici, pa da umram bela Jano, ić ne žalam. Pa da umram bela Jano, ić ne žalam. Пред 61 година на 26 јули 1963 утрото во 5 часот и 17 минути Скопје го погоди катастрофален земјотрес со интензитет од 9 степени според Меркалиевата скала или 6,1 според Рихтеровата сеизмичка скала, кој траел 20 секунди. Градот бил срамнет со земја, во урнатините животот го загубиле 1070 граѓани, а биле повредени над 4000 лица. Од потресот биле урнати 15.800 станови, а оштетени 28.000. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над глава. Првата помош за граѓаните на Скопје дошла од војската и граѓаните на тогашните југословенски републики. Неколку дена по земјотресот започнала да пристигнува помош и спасувачки екипи од целиот свет. Точно 87 нации од светот испратиле некаква помош во Скопје, кои помогнале градот да се изгради повторно, поради што го носи името град на солидарноста, а многу скопски улици носат имиња на европски престолнини. Što drugi den je noće silno svirat zemljata, ja zatresuva. Ta panka što bije tamo dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije. Ti je Makedonija. Što drugi den je noće silno svirat zemljata, ja zatresuva. Ta panka što bije tamo dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije. Ti je Makedonija.
Земјата ја затресува, тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Тоа би било се за денес, а за самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Царот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никакве цеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа
и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцесата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцесата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја одсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас.
Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, да веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и незините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.